Проблемот со водоснабдувањето во болницата Козле е решен. По ден и половина без капка вода. Објектот повторно е приклучен на мрежа и работи во нормални услови. Од клиниката потврдуваат дека веќе имаат вода и дека сите одели се ставени во функција. Но додека болницата повторно функционира, маката продолжува за жителите на околните населби. Бела дека со денови вода имаат само ноќа, што им го тежнува секојдневието. Летно време, високи температури. Само што да излезеш треба да се вратиш да се истушираш. Многу страшно. Се обидуваме некако, нели, набавуваме шишиња за пиење и полниме за потреби техничка вода. Кога ќе дојде? Проблемот е со водата, видите, има и луѓе со 6 со деца, со стари луѓе, многу страшно. До 2 сат ноќеска доаѓа. И сабајле од 2 дојде до 8 сабајле. А 8 спиеш, кога да напуниш? И одам од црквата пунам за техничка. За ова држава срамота, да кажам. Срамота. Треба да застане некој тамо да го реши проблемот. А не само сопли го вентилот и готово. Не е решење за да го сопли вентилот. Треба да мисли малце. Од водовод апелираат на рационално користење на водата, особено во екот на летните горештини. Проблемите не се од вчера, туку се таложат подолго време. Рационалното користење е клучно за надминување на проблемот со намалениот притисок, велат од водовод. Инспекторите се на терен и лоцираат нелегални приклучоци, односно кражби на вода. Да не се врши злоупотреба на водата од типот на непотребно поливање на бавчи, на ниви, на оранжири, разладување на улици, перење автомобили, полнење базени, нелегалните приклучоци. Од водовод забележуваат дека потрошувачката на вода оваа година е зголемена за 15 до 20%.